одредени приказни звучат така заводливо, така фантастично, што со леснотија се пренесуваат од уво на уво, од човек на човек, што речиси никој не подзастанува да се запраша за изворите на таа приказна. Дали е фикција или е некаква историја? Дали има или нема автор? Дали авторот има некакви докази за својата приказна или ја пушта својата фантазија во слободен лет и создава убаво поетско дело? Постои една исклучителна приказна која сумирано оди вака. Во Божјата креација постоел ангел кој во убавината, сјајот и силата и сите дополнителни ангелски атрибути ги надминувал сите други ангели. Неговото име било Луцифер или светлоносец. Повторно, атрибут кој укажува на неговата големина и убавина. Се вели дека бил совршен, речиси колку Бог. Во еден момент од вечноста, Луцифер се возгордел, посакал да биде како Бог, односно да го завземе неговиот престол. И како во добар средновековен роман, одметнува 1/3 од небесните ангели и започнува војна. На другата страна е секако водачот на Божјата војска Михаел, кој гледај случај на повеќето религиозни представи е насликан во облека на римски центурион. Војната завршува со пораз на Луцифер и неговите ангели, кои се прогонети од небесата и во тој миг ја менуваат и својата природа. Од светли и убави стануваат темни и грди. Луцифер станува сатана, а сите заедно наместо ангели продолжуваат да функционираат како демони. Потеклото на оваа приказна не е јасно. Предпоставките одат кон тоа дека се има развивано во вековите црковна историја, особено средновековието. Но со сигурност знаеме дека нејзината најелаборирана форма ја наоѓаме во делото на англискиот поет Џон Милтон Загубениот рај. А на македонски јазик го имаме одличниот превод на Драги Михајловски, од кој ви го давам следниот изводок. Сотона најблискиот свој му говори вака: со глава крената над бранот, очите полни молни гром, со другите делови ничком, спружен во водите колку што е долг и широк, реј на многу акри, телесијата огромна ко монструмот во бајките викан Титан или син Земин со Зев што војувал, Бриер или Тајфун кој што дувло имал крај древниот Тарс или бештијата морска Левијатан, најогромната од сите Божји творби, создадена по океаните да плива. И покрај тоа што оваа приказна е фасцинантна и полна со епски набој, достоен за секој холивудски филм, сепак нема никаква теолошка, верска или религиозна смисла. Оваа приказна воопшто нема библиски совпаѓања. Во Стариот Завет, што значи во еврејската традиција, го нема концептот за Бог, камоли концептот ѓавол. Сатана во Стариот Завет е повеќе функција, одошто конкретна личност. Оваа функција има значење обвинител, противник, искушувач, и сите овие функции се во служба на Јахве, тоест Елохим, односно на она што во преводот е направено да изгледа како Бог. Сатана во Стариот Завет се спомнува во Летописи, глава 21, стих 1, книга на Јов, глава 1 и 2, каде всушност Сатана е еден од синовите Божји и е во функција на самиот Бог, и Захарија, глава 3, стихови 1 и 2, каде Сатана е во типична улога на опонент, односно обвинител. Оно што се Евангелијата за Новиот, за Стариот Завет е Мојсеевото петокнижие, односно Тората. Не треба да ви го цитирам непознатиот јудео-римски историчар Јосиф Флавиј, за да знаеме дека Мојсеј е всушност тој што го носи законот од Јехова на Израелот. Закон кој ден денешен за тој народ е во функција. А во тој закон, во тоа петокнижие, нема ниту едно единствено споменување на сатаната. Големиот антагонист, непријателот на човештвото, тој што нели демне над душите на секој од нас, а наводниот Бог заборава да му го спомене на својот најверен слуга Мојсеј. Многу едноставно, овој Луцифер и Сатана го нема во Тората, додека во остатокот на Стариот Завет се појавува само откако овој текст се преведува на латински, при што Луцифер се поврзува со утринската ѕвезда во Исаија, глава 14, стих 12. Како падна од небото, утринска ѕвездо, сине на зората.
како беше соборен на земјата, тие што ги победуваше народите. При што некаде, пример во Библијата на кралот Джемс, утринска звезда е преведено како Луцифер. Овој стих првично се однесува на вавилонскиот цар Набуходоносор, но подоцна бил интерпретиран како опис на падот на Сатана. Новозаветниот текст во добар дел се задржува на значењето на Сатана како и во Стариот Завет. Највпечатлива е сцената на искушувањето на Исус во пустината, кое е пренесено во Евангелијата по Матеј и Лука во 4 глава на двете Евангелија, каде и овде Сатаната, наречен и Дијабол во оригиналниот јазик на Евангелието, се однесува како обвинител и пред се како искушувач. Зошто е потребен овој искушувач кој видовме од примерот на Јов дека делува исклучиво во служба на Бог? Бидејќи Исус од самиот почеток на првото Евангелие ни е представен како потомок на јудиното колено, наследник на кралската лоза на Давид и Соломон. По тој смисол целосно ја заслужува титулата Христос, односно помазаник, додека оваа церемонија каде Пнеуматос Хагиу, односно Светиот Дух, го зема и го носи во пустината на искушување, е дел од она што се нарекува посветување на кралот, односно иницијација. Како поинаку да се објасни соработката меѓу Светиот Дух кој го носи на местото на искушение и каде искушувачот Сатана го искушува? Ова е мигот во кој Исус станува Христос, односно Месија и Крал, кој треба да го возобнови древното јудејско кралство на Давид и Соломон. Се чини дека истиот тој мотив го има искористено и Толкин за ликот на Арагорн, кој мора да помени низа искушение за да го возобнови загубеното кралство на својот далечен предок Исилдур. Бидејќи сите библиски книги се палимсест, односно во текстот што го имаме ние денес се испреплетени различни слоеви и влијанија, наивно е да веруваме дека било кој текст е интегрален блок напишан од почеток до крај, во еден дел од времето и од само еден автор. Вековите устно пренесување, препишување, преведување и уредување на овие текстови ги имаат направено порозни за дополнителни влијанија, кои ние денес само благодарение на перспективата можеме да ги забележиме. Затоа епизодите во кои Исус истерува зли духови од луѓе, што се запоседнати од нив, ќе го обработиме малку подоцна со сето должно внимание. Од целиот библиски текст е јасно дека Сатана е функција, а не конкретен лик. Примерите кои се наведени овде би требало да послужат само за дополнително истражување, зашто колку и да е темелно моето истражување, во никој случај не е комплетно. Единствената книга која создава забуна и може да се каже ја положува основата за приказната со која го започнавме нашето видео е секако Откровението на Јован Богослов. Во таа последна книга, кон самиот крај во глава 12 стих 9 читаме: И беше исфрлен големиот знев, старата змија наречена Ѓавол и Сатана, која ја мами целата вселена. Беше соборен на земјата и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени. Во моето видео под наслов Луцифер Морнингстар, што ни кажува библискиот текст, го покажувам абсурдот од буквалното толкување на Откровението. Ова од проста и едноставна причина што во својот занес авторот на Откровението или не бил во текст од книгата на пророкот Исаија, или ако бил, тогаш можеме слободно да ставиме равенство меѓу утринската звезда, тоест Луцифер и Исус. Сето ова благодарение на стихот 16 од последната 22 глава на Откровението. Заради интелектуална и методолошка доследност, јас нема да тргнам по тој пат. Јас сметам дека целината, наречена Библија, е сосила направена да изгледа како целина, и дека секоја поединечна книга во Библијата е приказна сама за себе. Во тој смисол и Откровението. Ако се изземе оваа книга, остатокот од Библијата се занимава со други теми и дилеми, но не со ѓаволот и сатаната. Ми се чини малку претерано Божјата реч низ сите векови од пишувањето на книгата Битие до пишувањето на книгата Откровение да го држало човештвото во незнаење за големата опасност од најголемиот непријател на Бог, ѓаволот, односно сатаната. Откровението, впрочем, е книга која во истиот стил на книги како и апокривната книга на Енох и слични книги кои зборуваат за ангели и други битија во тој стил, но не нужно во себе содржат универзална порака за целото човештво.
ми се чини внимателното читање може да не доведе до милиони заклучоци. Но сепак, кој од многуте зверови на апокалипсата е самиот ѓавол, се уште останува мистерија. Колку и да звучи чудно, Куранот, светата книга на муслиманите, е многу попрецизна во дефиницијата. Во него најдуваме на 3 термини. Првиот е Иблис, Божја креација од чиста светлина, или како што вели Куранот, Мелек. Мелек многу потсетува на еврејското Малак, кој подоцна во Септагинтата ќе биде преведено со ангелоу и представува основа на денешното поимање на терминот ангел. Иблис е единствениот мелек кој одбива да му се поклони на Адем непосредно по неговото создавање. Ово може да се види убаво во сура Ел Бекара, стих 34, сура Ел Араф, стихови од 11 до 18, сура Сад, стихови од 71 до 85. Шејтан генерално се поклопува со старозаветниот концепт за Сатана, односно искушувач, противник, обвинител. Со тоа што оваа улога обично им се доделува на Иблис, неговите помошници и сите џини, како што може да се види во сура Ел Бекара, стих 168, сура Ел Хиџр, стихови од 39 до 40, сура Ен Нас, стихови од 4 до 6. Џините се суштества создадени од оган. Колку и да звучи смешно, духот на Аладин е токму таков пример. Во исламската традиција им е посветено многу време и простор за нивното објаснување. Особено во Куранот, каде им е посветена цела една сура, сурата 72, насловена токму Ел Џин. Стихот 11 вели: а меѓу нас има и добри и такви кои што тоа не се. Не има различни видови. Во исламот ми се чини на се е дадено малку помистичен и езотеричен призвук, така што овие џини се доближуваат до она што подоцна неминовно ќе мораме да го споменеме, а тоа се демоните во најбуквалната смисла на зборот. Но, за тоа малку подоцна. Мојот интерес за агностиците, а преку тоа и за агностичкиот светоглед, доаѓа од Дейвид Айк. Слушајќи редица негови предавања, консултирајќи негови книги, се гледа дека често ги споменува владетелите на овој свет, при тоа секогаш повикувајќи се на агностиците како извор на овие тврдења. Центар на агностичкото учење, како што го знаеме денес, се списите од Наг Хамади, списи кои беа интерес на последните неколку видеа со доктор Сладжана Велков. Во овие списи преовладува идејата дека светот во кој живееме, ова материјално ниво на екзистенција, е еден вид на грешка во универзалната креација. Таа грешка произлегува од Богот зачнат безмашкиот принцип, наречен Јалдабаот, кој исто така е познат под името Саклас, со значење глупав, или Самаел, со значење слеп Бог. Тој е арогантен, несовршен творец кој верува дека е единствениот Бог. Тој е син на Софија, една од еоните од божествената плерома, односно полната вистинска божествена реалност, но како што рековме погоре, создаден без согласност на нејзиниот пар, што го прави незаконско создавање. Јалдабаот не е како ѓаволот во христијанството, туку е дел од божествената креација, кој поради своето незнаење е несвесен за божествениот принцип кој е над него. Тој е заглавен во својата креација, која според гностиците е овој материјален свет, во кој е како творец на видеоигра. Така сите природни закони, сите нужни зла, сиот синџир на исхрана заради одржувањето на биолошкиот живот се дел од неговата креација. Оваа креација се заснова на еден многу едноставен закон. И тоа е или си предатор, или си плен. Секој нешто јаде што е послабо од него на енергетско ниво. Така што овој свет во својата најприродна состојба е всушност состојба на константна војна. Јалдабаот, како што рековме, во гностичката литература е познат како Сатлас, односно Самаел, додека другите традиции имаат други имиња за него, како што се Кронос или Сатурн. Имајќи агностичката подлога, јас го изведувам заклучокот дека Јалдабаот и неговите архони се во основата на сите религиозни системи, од зората на цивилизацијата, а можеби и пред тоа. Каде овие архони се наврват во системот на обожување како самопрогласени богови. За да нема забуни, ова важи и за религиозните системи кои се актуелни во моментов,
како монотеистички, така и политеистички. Појавната форма на овие лажни богови некогаш е во физичка, а многу често во нематеријална форма, и нивното влијание доаѓа со посредство на човековите соодветни носачи на свеста на различни нивоа. Овој носач наедноставно се нарекува астрално тело или душа. Тоа е оној дел од нас што е буден додека свеста спие, и затоа можеби сонот е местото каде обично ние луѓето ги доживуваме влијанието на овие владетели во материјалниот свет. За гностичкиот светоглед може да се зборува со часови, а сепак да се биде само на почетокот. До таа цел ве упатувам да ги читате апокрифите од библиотеката Наг Хамади или да ги погледнете видеата со докторката Сладжана Велков, достапни во описот на ова видео. А колку за илустрација за моќта на овие списи, еве еден извадок од книгата наречена Апостаза на архоните. Заради суштината на архоните, по вдахновение од духот на таткото на вистината, големиот апостол, зборувајќи за властите на темнината, ни кажа: нашата борба не е против тело и крв, туку против властите на вселената и духовите на злобата. Ова ти го испраќам бидејќи прашуваш за суштината на властодржците. Нивниот поглавар е слеп, поради својата моќ, своето незнаење, својата гордост тој изјави: јас сум Бог и нема никој друг освен мене. Кога го изговори тоа, тој сгреши против се што постои. Но неговиот глас се издигна до непорочноста и оттаму се слушна глас што рече: грешиш, Самаел, што значи Богот на слепите. Неговите мисли станаа заслепени и откако ја изгуби својата моќ, тоест богохолието што го изговори, ја следеше таа моќ во хаосот и бездната. Неговата мајка, по поттик на Писти Софија, и таа ги уреди сите негови потомци според нивната моќ, по образецот на горните светови, зашто од невидливиот свет произлезе видливиот. Кога непорочноста погледна надолу во пределот на водите, незиниот лик се појави во водите, и властодржците на темнината се влюбија во тој лик, но не можеа да го фатат тој лик што им се појави во водата, заради нивната слабост, бидејќи суштества што имаат само душа, не можат да ги дофатат оние што имаат дух, зашто тие беа оддолу, а таа беше одозгора. Езотеријата секогаш одела најдалеку во описите на овој свет на невидливо духовно влијание. Ретко ќе сретнете езотериски автор кој за својата наука ќе зборува со поеми добро или лошо. Адептите на езотеријата се научници и за нив сите феномени во природата се неутрални. Се оно на што можеби ние гледаме како добро или лошо е само резултат на нашата гледна точка. Така убиената срна за лавицата е ручек за низините лавчиња, додека за мајката срна тоа е убиство, нели? А сепак срната не размислува со тие термини кога станува збор за односот кон тревата. Гностиците се во право кога велат дека овој свет е свет на постојано и обновливо зло, каде постојано мора да има предатори и пленови. Односно, постоењето се должи на вечниот круг на страдање и убивање, наречено синџирна исхрана. Ете, кон таквите феномени езотеријата се обидува да биде непристрасна и сите сили во природата да ги смета како нужни, како што постоењето на сенката и мракот се единствено можни само ако има светлина. За езотерија имам зборувано неколку пати и најчесто заблудите тргнуваат од тука. Од потребата да се стави етикета, за да се означи различното и помалку познатото. За езотериските учења, физичкото ниво е само едно од нивоата на постоење. Ние луѓето, а веројатно и сиот универзум со кој сме обкружени, обстојуваме на сите тие нивоа. И како што нашата насочена мисла, преточена во дела, делува на промени во овој материјален план, така насочената мисла предизвикува промени на овие други нивоа на постоење. Франц Бардон, во неговото антологиско дело Иницијација во херметизмот, предупредува на моќта на насочената мисла, при што детално го опишува процесот на мислење, во кој се создаваат астрални битија наречени елементали и елементари, кои подоцна независно, но сепак во наше име делуваат на астрално ниво. Со оглед на тоа што мислите на нетренирана личност обично се конфузни и расејани, таквите елементали се исто така со слаб интензитет, односно се однесуваат како слаби непостојани облаци. Случајот се менува кога мислата е постојана, повторлива, концентрирана и јасно импрегнирана со намера.
Долгата молитва или насочена мисла кон нешто често го дава посакуваниот резултат, токму заради тоа што на тој начин во астралот се создава невидлива војска која работи на остварување на овие намери. Всушност, ова е основата на онаа окултна дисциплина позната како магија. Астралниот свет е всушност меѓата на која се случуваат овие феномени. Тој е најблискиот дупликат на физичкиот свет во етеричното царство. Посуптилен и невидлив, но неретко и доволно згуснат за да биде видлив за некои осетливи личности кои ние ги нарекуваме видовите. Астралот, особено оној дел од него наречен нижи астрал, не е ниво на архоните, туку пред се тој ниво на клифоти и други видови на ситни астрални зверки. Овде се черупките на умрените луѓе, чијшто астрално тело не е умрено, и токму таквите черупки се основата на феноменот наречен вампиризам. Овој свет е во суштина безопасен, особено за луѓето кои се затворени длабоко во материјализам и рационалното материјалистичко размислување. Но оние што се сензитивни или склони кон љубопитност и со отворен ум за овие феномени, со изложувањето на овој свет се изложуваат и на сите опасности кои демнат во него. За благородното истражување и употребата на астралот, и не само на астралот, искрено ви ја препорачувам веќе споменатата книга на Франц Бардон Иницијација во херметизмот. Додека истражувањето на патолошкиот момент, односно злоупотребата и заштитата од тие злоупотреби, ќе ги најдете во книгата Психичка самоодбрана од Дион Форчун. Психологијата и психијатријата се меѓу последните кои му посветуваат внимание на овој феномен, и тоа многу внимателно, во ракавици би рекол. Се чини дека има вистинска пандемија од случаи на шизофренија кои по некаков шаблон се повторуваат во средини и кај лица кои извршиле тешки криминални дела, кај учесници во војни, кај корисници на тешки дроги или во случаи на алкохолизам. Шизофренијата се јавува и кај злосторниците, но и кај жртвите, а понекогаш се појавува без навидно видлива причина. Традиционалната психијатрија ги третира како непоправливи случаи кои единствено можат да бидат ставени под контрола со тешки седативи. Објаснувањата за шизофренијата варираат од генетски предиспозиции преку хормонални нарушувања до мајките кои заради специфичната бременост ја предизвикуваат оваа состојба. Секако нема ниедна научна студија која со сигурност докажала од кои причини се јавува шизофренијата, додека се она што се наметнува како терапија е само доволно силен седатив за да го отопи телото за да не реагира на ефектите на умот. Честа и привилегијата за суштинско испитување кој допринесува за разбирање на шизофренијата им ја должиме на двајца би рекол исклучително храбри луѓе. Џери Мардзински е пензиониран лиценциран психотерапевт со над 35 години искуство во работа и проучување на мисловните процеси на психотични и криминално душевно болни пациенти во некои од најнестабилните психијатриски установи во Америка. Својата кариера ја започнал во Централната државна болница, која во тоа време била најголемата психијатриска болница во светот. Токму таму, прв пат ги забележал очигледните противречности помеѓу она што го училе за шизофренијата во академските кругови и она што го гледал и учел од своите шизофрени пациенти. По напуштањето на државната болница, Џери продолжил да работи во разно ментално здравствени установи, вклучително и државни затвори, окружни и приватни психијатриски болници, центри за ментално здравје и болнички итни одделенија. Во текот на неговата кариера испрашал десетици шизофрени пациенти, вадејќи информации за гласовите што ги слушале, гласови кои психијатријата ги сметала за халуцинации недостојни за истражување. Годините на истражување доведе до откритие дека овие гласови не само што се повторувале во постојани предвидливо негативни образци, многу различни од сите други халуцинации, туку дека било возможно да се водат смислени разговори со нив, одделно од пациентот. По долги испитувања Џери заклучил дека овие гласови не се бесмислени халуцинации, како што тврди психијатријата, туку дека тие се всушност силата која ја поттикнува параноидната шизофренија. Тоа го навело да спроведе серија експерименти со методи на проба и грешка во потрага по начин за нивно нарушување. Како што се откриваа се поефикасни методи, станал јасен еден заклучок. Ако гласовите можеа да се замолчат на било кој начин подолго време, сите симптоми на параноидна шизофренија исчезнуваа, а пациентот се враќаше во нормала. Ова го поттикна барањето по најефективни методи за нарушување на гласовите,
без да се користат скапите и токсични психијатриски лекови, кои што не лекуваа ништо, туку само привремено ги потиснуваа психотичните симптоми. Со тек на време беа пронајдени решенија кои што резултирале со целосно излекување кај многу случаи, појава која официјалната медицинска наука упорно негира дека постои. Џери се пензионирал како психијатриски проценувач во 2015 година. По 10 години работа во итните болнички одделенија за психијатриски кризи. Дури по пензионирањето се чувствувал слободен да зборува за овие откритија и да ја оспори мрачната неефикасност на скапиот и од фармацевската индустрија поттекнат ментално здравствен систем, кој личи на бескрајна вртелешка. Во многу интервјуа достапни на YouTube, Мардзински потенцира дека гласовите кај шизофреничарите се реални и со нив може директно или посредно да се комуницира, а со самото тоа и со логичноста на нивните искази, доаѓа до заклучок дека гласовите се всушност ентитети. Ентитети кои ние во секојдневието ги нарекуваме демони. Вториот лик е всушност и самиот шизофреничар. Станува збор за гениалниот математичар и добитник на Нобеловата награда за економија во 1994 година Џон Неш. Иако менталната болест на Неш првично почнала се манифестира преку параноја, неговата сопруга подоцна го опишала неговото однесување како непредвидливо. Неш верувал дека сите мажи кои носат црвени вратоврски се дел од комунистички заговор против него. Испраќал писма до амбасади во Вашингтон, тврдејќи дека тие комунистите формираат влада. Психолошките проблеми на Неш се префрлили на неговиот професионален живот. Кога во раната 1959 година држал предавање пред Американското математичко друштво на Колумбискиот универзитет, наместо да представи доказ за Римановата хипотеза, предавањето било неразбирливо. Колегите во публиката веднаш сватиле дека нешто не е во ред. Во април 1959 година Неш бил примен во болницата Меклин на 1 месец. Врз основа на неговите параноидни и прогонувачки заблуди, халуцинации и се поголема социјална изолираност, му била диагностицирана шизофренија. Во 1961 година бил примен во државната болница на Њу Џерси во Трентон. Во текот на следните 9 години тој поминал периоди во психијатриски болници, каде примал антипсихотични лекови и инсулинска шок терапија. Иако понекогаш земал препишани лекови, Неш подоцна напишал дека тоа го правил само под притисок. Според него, филмот Beautiful Mind неточно представил дека користил атипични антипсихотици. Тој ја припишал таа представа на сценаристот кој бил загрижен дека филмот може да ги охрабри луѓето со ментални болести да престанат да ги земаат лековите. Неш не земал никакви лекови по 1970 година, ниту пак повторно бил хоспитализиран. Неговото закрепнување било постепено. Поттикнат од неговата тогаш веќе поранешна сопруга, Алисија Ларде, Неш живеел дома и го поминувал времето во математичкиот оддел на Принстон, каде што неговите ексцентричности биле прифатени, дури и кога неговата ментална состојба не била најдобра. Ларде неговото закрепнување го припишува на тивок живот со социјална поддршка. Неш го датирал почетокот на оно што го нарекувал ментални нарушувања во првите месеци од 1959 година, кога неговата сопруга била бремена. Тој го опишал процесот како премина од научно-рационално размислување во заблудно размислување, карактеристично за лица на кои им се поставува психијатриска диагноза како шизофренија или параноидна шизофренија. За Неш, ова вклучувало чувство дека е некаков гласник или има посебна улога, дека има поддржувачи, противници и тајни заговорници, заедно со чувство на прогон и потрага по божествени знаци и откровени. За време на психотичната фаза, Неш понекогаш се нарекувал себе си во трето лице, Јохан фон Насау. Тој сугерирал дека неговото заблудно размислување било поврзано со незадоволството и желбата за признание и неговиот карактеристичен начин на размислување, велејќи немаше да имам добри научни идеи ако размислував на поприроден начин. Исто така рекол, ако не чувствував никаков притисок, не мислам дека ќе влезев во ваков образец. Неш известил дека почнал да слуша гласови во 1964 година, но подоцна започнал процес на свесно нивно одбивање. Тој ги отворил своите сновидни заблудни хипотези, дури по долг период на присилна хоспитализација, односно наметната рационалност.
Откако го направил тоа, привремено успеал да се врати на продуктивната работа како математичар. До доцните 1960 години повторно доживеал влошување. Конечно, интелектуално ги отворил своите заблуди базирани на политика, како губење на интелектуален труд. Во 1995 година изјавил дека не успел да го оствари својот целосен потенцијал поради речиси 30 години ментална болест. Неш во 1994 година ќе напише: "Поминав периоди од околу 5 до 8 месеци во болници во Њу Џерси, секогаш против моја волја и секогаш обидувајќи се да изнесам правен аргумент за ослободување. И навистина се случуваше дека откако ќе поминам доволно долго време хоспитализиран, конечно ќе се откажев од моите заблудни хипотези и ќе се вратев на размислување за себе како човек со поприземна реалност и повторно ќе започнев со математички истражувања. Во тие интервали на, како што би рекле, наметната рационалност, успеав да направам некое респектабилно математичко истражување. Така настана истражувањето за проблемот на Коши, за диференцијални равенки на општ флуид. Идејата што професорот Хеисуке Хиронака ја нарече нешовата трансформација на експлозија. И како и оние, структура на лакови на сингуларности и аналитичност на решение на проблеми со имплицитна функција со аналитички податоци. Но, по моето враќање кон сновидните заблуди во подоцните 60 години, станав личност под влијание на заблудни размислувања, но со релативно умерено однесување, па така избегнував хоспитализација и директно внимание од психијатрите. Така поминуваше времето. Потоа, постепено започнав да ги отфрлам некои од заблудно ориентираните линии на размислување кои беа карактеристични за мојата насоченост. Ова најпрепознатливо започна со отфрлањето на политички ориентираното размислување како суштински безнадежно трошење на интелектуална енергија. Така во сегашноста, повторно изгледа дека размислувам рационално, во стил што е карактеристичен за научниците. Животот на Џон Неш беше екранизиран во филмот Beautiful Mind со Расел Кроу во ликот на Џон Неш. Тој е пример на свесно интелектуално совладување на ентитетите кои стојат зад шизофренијата, изјавувајќи дека тие не се исчезнати, туку тој научил како да ги игнорира. Ветив дека ќе се навратиме на Новиот Завет, односно Евангелијата. Палимсестот на овие писанија овозможува навлегување на влијание на класичниот пагански свет, па така овие ентитети, познати како дајмонос, влегуваат на библиската сцена. Толку силно што и ден денешен се важни за христијанската теологија. Но пред да дојдеме до Евангелието, да видиме од каде е дојдено ова класично и паганско влијание. Дајмон потекнува од зборот што означува божествено суштество, дух или судбина и нема нужно негативна конотација во класичниот период. Се користи за различни надприродни сили, вклучително и добри и зли духови. Во Илјада и Одисеја демоните често се мешаат со богови. Во Симпозиумот Платон, Сократ зборува дека љубовта, односно Ерос, е голем дајмон, посредник меѓу боговите и луѓето. Како дајмон е злобен дух и овој термин најповеќе се појавува во подоснежната литература, како кај стоиците и неоплатонистите. Плутарх и Филон Александрски користат вакви термини кога зборуваат за лоши духови што влијаат на луѓето. А неоплатонизмот е всушност филозофската подлога на христијанството. Ерини, односно фурии, се богињи на одмаздата, често се доживуваат како зли или страшни духови што прогонуваат виновници. Есхил Орестија ериниите го прогонуваат Орес за убиството на неговата мајка. Фантазмата, односно привиди, духови, се однесуваат на појавување на мртвите или духови, честопати со застрашувачка природа. Во периодот по 4 век пред нашата ера, со развојот на грчко-римската магија, мистериозните религии и стоичко-платонската мисла, концептот на злобни духови станува поизразен. Повеќе се зборува за демони што влијаат на луѓето негативно. Се појавуваат текстови како магиски папируси, каде демоните се повикуваат, контролираат или се истеруваат. Ова во суштина е основата на западната магиска и езотериска традиција за која ви зборував претходно,
и како таква си наоѓа и свое место во Евангелието. Во Евангелијата, едно од честите чуда што му се припишуваат на Исус е секако истерувањето на нечисти и зли духови, кои, забележете, не се наречени ни ѓавол, ни сатана, ами зли духови кои Исус на повеќе места успешно ги истерува од различни луѓе. Особено е впечатлив делот од Евангелието по Марко, глава 5, стихови од 1 до 15. Премина отаде море, во страната Гадаринска, и кога излезе он од коработ, веднаш го сретна еден човек од гробиштата со нечист дух. Тој живееше во гробовите и дури со вериги никој не можеше да го врзе. Оти многу пати беше во окови и во вериги врзан, ама ги кршеше веригите и ги раскинуваше оковите, и никој не можеше да го скроти. И секогаш, ноќе и дење, по гробиштата и по ридиштата викаше и се удираше со камењи. Штом го виде Исуса оддалеку, притрча и му се поклони. Па како што извика со висок глас, рече: "Што имаш ти со мене, Исусе, Сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога немачеме." Зашто му беше рекол: "Дух нечисти излези од човекот." И го праша како те викаат. А тој одговори и рече: "Легија ми е името, оти сме многу." И го молеа многу да не ги пади од тој крај, а таму по ридот пасеше голем број свињи. И сите бесови го молеа и велеа: "Прати не во свињине, да влеземе во нив." И Исус веднаш им позволи, па како излегоа нечистите духови, влегоа во свињите, и се гргнаа свињите по страмнината во морето, а беа околу 2000, и се издавија во морето. А оние што ги пасеа свињите побегнаа и известија во градот и по околијата. И мнозина излегоа да видат што станало. И дојдоа при Исуса и го видеа бесниот како седи облечен и со здрав ум, во кого имаше легион, и се уплашија. Оваа практика подоцна во црквата ќе земе голем замав, особено во католичката, и е позната под името екзорцизам. Од самата сцена се забележува дека за самиот екзорцист и екзорцизам е од клучно значење дознавањето на името на духот или духовите. Името ми е Легија во никој случај не означува откривање на демонското име, туку демонстрација на моќ типична за ваквите како дајмонос. Од досега кажаното се заклучува дека светот на невидливото не е нужно зол. Тој, како и било која сила на природата, е неутрален и зависи од свесната намера со која се употребува. Исто како што контролираниот оган го нарекуваме огниште, додека неконтролираниот пожар. Така и овие демони, ентитети, наречете ги како сакате, доколку не ги чепкаме, не чепкаат ни тие. Но човечката природа за жал е коруптивна и можноста за голема моќ обично на некои луѓе им ги спушта мерките и границите на нормалното. Па така се впуштаат во она што во литературата е познато како продажба на душата на ѓаволот. Примери за ова наоѓаме во Фауст од Гете или Мајсторот и Маргарита од Булгаков. Сатанизмот е една планина која има различни страни и на него можеме да гледаме буквално како што планинарите гледаат на планините, односно зависно од гледната точка. Јасно е дека според доктрините на различните христијански цркви, се што не е јудаизам, христијанство или ислам е по автоматизам сатанизам. Јудаизмот и исламот се нецелосни или застранети учења, додека секоја христијанска деноминација за сите други ќе ви каже дека се секти. По оваа логика паганизам, вештерство, друидизам, хиндуизам, будизам, шаманизам, масонерија, херметизам, астрологија, кабала, баење, сето тоа е сатанизам. Вклучување на малку здрав разум покажува дека не е така. Сатанизмот во модерна смисла или црквата на сатаната е основана 30 април 1966 година на така наречената Валпургиска ноќ од страна на Антон Сандор Лавеј во Сан Франциско, Соединетите Американски држави. Таа не е сатанизам во традиционална теистичка смисла, туку е форма на атеистички или символички сатанизам, кој го користи ликот на сатаната како символ на лична слобода, бунт и рационализам. Црквата на сатаната не верува во буквално постоење на сатаната или било какво духовно битие. Наместо тоа, сатаната е символ за индивидуализам, егоизам, бунт против религиозен и општествен авторитет, телесни и земски уживања. Антон Сандор Лавеј бил шарлатан и предсценски уметник
кој преку наводниот сатанизам сакал да привлече внимание и да го маскира својот медиокритетски талент за сценски уметности. Денес неговата црква е без никакво влијание, освен спорадични споменувања во поп културата. Дури и една од најверните следбенички, како што беше неговата ќерка Зена Шрек, во едно неодамнешно интервју кај Џордан Питерсон зборуваше со резигнација и негирање на учењето на низиниот татко. Сатанизмот во најбуквалната смисла на зборот најмногу се пропагира од разочарани христијани, кои недостатокот од внимание во нивната христијанска конгрегација го заменуваат со христијанството свртено наопаку. Всушност, се што постои како символогија или ритуал во сатанизмот е христијанско, само во својата спротивност. Така крстот е свртен наопаку и наместо бакнување на светите символи се практикува плукање. Често во сатанистичката символогија се користи еден исто така свет символ како што е пентаграмот, кој свртен нагоре означува стремеж на четирите елементи кон висините на петиот елемент духот, додека сатанистичката верзија е свртена надолу и символизира стремеж кон материјата, односно материјалното. А кој рековме дека е господар на овој материјален свет? Многу луѓе кои во минатото се занимавале со окултизам, магија и други езотериски дисциплини, денес знаат да предизвикаат соблазнување, особено меѓу луѓето кои се ограничени во размислувањето од наметнатата религиозна догма. Кои да се тие луѓе, споменати или не споменати низ моите видеа, ако се луѓе кои твореле, пишувале, запишувале, пред да се окарактеризираат како сатанисти и апсолутно зло само затоа што некој со голема брада ви кажал дека е така, јас велам седнете и од прва рака прочитајте што имале да кажат низ нивните книги на тие теми. Впрочем, ако сме Божји чеда со сопствен ум и слободна волја, се надевам дека нема да го разочараме Творецот со нивното некористење. Злото е по луѓето и не треба да се задлабочуваме по окултните гримуари за да го видиме тоа. Порано беше доволно да вклучиме телевизија за да го видиме сето зло на денешницата и минатото. Од распнувањето и освојувањето на римјаните до Хирошима, Нагасаки и Чернобил. Човечката историја изобилува со насилство поттикнато, би рекол од господарот на овој свет, кој во својата видеоигра не залажува со илузијата на материјалните богатства и не убедува дека вреди да се убива за истите тие богатства. Во обидите, нациите, кралствата, компаниите и банките, но и самите поединци да натрупаат безсмислени вредности, обично пари, полека но сигурно му робуваме на Самуел. Самуел, за кој погоре рековме, во своето незнаење и слепило го има создадено овој илузорен свет. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.